Декадата на ромите многу не им го промени животот. Периодот кој требаше за нив да донесе клучна промена во општеството, помина без тие да го почувствуваат тоа. Ништо не е променето. Ромската популација е најзагрозена моментално. Темпош. Секој си гледа своја работа. Само се уста, тоа го правиме, во го правиме, ништо. Незадоволството е разбирливо, но од невладината КАМ мислат поинаку. Ромската заедница со години, односно со децении наназад е заедница која е маргинализирана и од тие причини нивните очекувања беа дека во периодот од 2005-2015 година добар дел од нивните проблеми ќе бидат решени. Сепак, генерално земено за овие последни 10 години, може да кажеме дека има одредено поместување, а поместувањето пред се можеме да го видиме во тоа што дел од проблемите веќе се анимирани и се институционално воспоставени во системот на државата. Главни проблеми на ромите и понатаму се вработување, здравствена заштита, образованието, стамбеното прашање и инфраструктурата. Од овие најголем проблем е здравствената заштита. Ромите просечно живеат по 45 години. Исто така можеш да кажеме дека изразуваме разочараност од предчестите промени во законските регулативи за остварување на правото на здравје кои што влијаат од социјалните детерминанти. Тоа пред се изразува во областа на остварувањето на правото на туѓа нега, мобилност, категоризација за детски додаток. Поради ова, тие се почесто се обидуваат да ја напуштат државата, но против нив како да има завера од сите страни. Вака, значи ние имаме евидентирано 18 директно изјавени прекршувања на дискриминација на граничните премини, од кои што 3 пресуди се веќе во апелација. Едната пресуда е веќе од 14 март и официјално извршна пресуда. Од друга страна, на денот на ромите, штипскиот градоначалник Илчо Захариев најави. Општина Штип прави промена на детално урбанистички план за делот кај комплексот Черења. Таму ќе предвидиме зграда за изградба на социјални станови. Ова година ќе се асфалтират доста улици во кои живее ромско население. Значи улица Радански пат, која е доста оштетена, која беше бетонирана некаде таму пред 20 години, ќе биде целосно реконструирана. Ќе биде смената и водоводната и канализациона мрежа. Потоа улицата Радански пат која оди од Палестина према Черења, ќе биде целосно реконструирана. Според Енисе Демирова, од штипската организација Черења, се тоа може да се надмине на еден начин. Во последно време, дека малку со декадата на ромите, нели, се оди преку институциите и така тие проблеми се ги презедо институциите да можат, нели, да ги решават овие проблеми како што се образование, здравство и така натаму. Вовед во ова е и денешната стимулација на најмладите роми ученици. Најдобрите ученици роми од Делчевската гимназија и од основните училишта добија парични награди во износ од 10, односно 5000 денари од невладината КХАМ и општина Делчево. Сепак, покрај сите проблеми, за над 10.000 роми кои живеат во регионот, животот е убав. Хочу само малу среće, znam da vratim i lećem, imam ljubav.